Шо сторе лютачи бе вие? Не дай Боже диаспора спомнај. Одма за пиштоли се фаќат сите. Полека море, полека. Олавајте си душата мал. Да нибаде нешто македонско вие вака во крвта со ова лютењето за џабе. Некако познато многу ми делу. Уште недоречен зборот, и не го гледат цело видео на YouTube за свати поентата на муабето. Уште недоречен збор одма за пиштола. Ами ние користиме, грешиме, ами вие што користите англиски? Вие таму во Македонија повеќе англицизми користите од нас овде. Користиме. Нормално цел свет ги користи. Најкористен јазик во светот е норма. Јас не реков дека сме ние овде безгрешни или совршени. Не сме. Далеку сме од тоа. И ако некој се помаѓаше, ако изгледа цело видео, било кој од видеата ќе сватеше дека истиот мајтап го прами за та страна и за ова страна за сега. Ама кој те прашва бе ватуле? Кој те прашва? Ќе се мачат тие ги гледат ви таму краткото нешто што имаш кажано и одма ти влезат контра, да те нападнат од преку океан вака со копието да фрлат од ти. Тоа е во крвта е, не можеш да бега. Не знаат ти овој овде македонче. Колку поќе го напаѓа, тој толку поќе враќа, фрла и тој со копија, со камења, што ќе најди со влечка, со нешто. Не веруваш? Не веруваш, а? Ја пушти ја шпицата па ќе се видим. Омилено јадење на македонец во диаспора. Ајва, пиперки патлиџање бе брат. Што сакаш да му биде омилен? Омилен десерт, сладковат, од сливи, од вишти, од што сакаш брат, од све. Како мајка што го правеше стари крај. Омилена билка, нагезмо. Од кај знам? Сега ќе ти кажа. Delicious. Delicious. Што имам натре? Што имаш одна водка, пайнапол, нагезмо, деланки од коконац. Све. Омилен збор. И омилена пијачка, нормално ракија бе бате. Со деланки од коконац. Да продолжам, пошто не е проблем, јас до утре можам да оправам муаве. Само јако ми е. Има некои луѓе разбират што е мајтап, има некој одма се вреѓа брат, тој нема шанса ти мајтап да направи. Ако не се работи за него, нема врска. Ко пример зборам јас таму нешто Стивен свадба, ова она, костум покуси рака и хавајски. Ние еден Стивен не се наљути во светот, ама зато некоја госпожа таму то било навредливо, сум вреѓал ја. Прво и основно, ако вистината боли, тогаш не знам накривија вистината што сум јас крив. Друго уште побитно, немаше ништо навредливо во муавет. Како што рековме, ако го изгледаш цело видео, ќе сватиш дека мајтапот оди и таму и ваму. А и трето и најбитно на крајот на денот, кој те прашва бе брат? Кој те прашва? Така, како може 90% од луѓето што се странство заминати се смеат на муавет. Така, оти тие не се навреди. Оти не е направен за да се вреѓа. И најголемиот аргумент на светот. Вие таму поќе користите англицизми. Не само што ги користиме. И ги љуфкаме. Пепел ги правиме. Пошто ај децата сега со социјалните мрежи мање више го знаат малце поќе јазикот. Поозрастните 99% уште појма нема, 3 збора знаат англиски. Ама зато се користат на големо. Кај бе тебе? На шопинг. Купет ве парталчиња на шопинг билети. Или што уште појако го користат. Пример, ќе ке купи леп маргарин од продавница, еве на шопинг малце бе. Исто и телефоните, смартфони мора на македонски ја бидат, оти ако е на англиски е блокада во мозок. Најла видео е нешто ми светна телефоно. Што ти пиши на него? Не убдате авајлабле. Или па влегваш во интернет кафе, нормално свето застанате во наше време Counter 1.6 уште се игра. И магари наседнати моја возраст, играт во серверу и некој уште не се да влезе, јас не знам како не знаат уште да влезат од Counter, ба добро. И го слушаш другар му објаснува. Оре глуп прицни чанге гейм, чанге прицни. Кој е чанге море, чанге. Чанге гейм прицни. О, мори мај. Питно знае ли, не знае ли, јазик се снаоѓаме ме. Стајдителни деца. Мојме по светот му работиме там суишарет, ќе се најдиш некако, ќе се научи. И многу луѓе ми пишеа, сега треба да збореш за македонците кога ќе дојдат во Австралија како се понаша. Ви технички то па испаѓа дека па за вас ќе зборам. Оти и вие некогаш сте ошле таму и сте поминали истата процедура што ја врват овие сега што иза. Пошто процедурата таја е. Никој што познаваш сега порано може да имало, ама сега што познаваш никој нема тргнат ајде сега ќе одам Австралија и неом кај никој наш ќе одам сам, ќе најдам јас куќа под кирија, ќе најдам работа, ќе најдам не ватуле. Сите чекат некој да ги земи таму. И по можност да ги земи, да ги нарани и работа да му дај, и сабота и све. И пензија да му дај ако може и на крај вич не мора работа. И 90% од луѓето што има тргнато појма нема леази. Оти ќе ој кај некој братче таму, кај некој брат, сестра ти реков ми рече роднина. Ќе му најдат некоја работа construction нешто, ме сваќаш construction. Бунари ќе што било нешто да се работи. За таму јазик не ти треба, ти со брачето ќе правите муавет таму и толку е шо има врат. Ако треба нешто да се речи, тој ќе зборни. Мам пати. И после имаш македонци од таму ти да ти вели аве работиме, многу работиме. Секој ден, дабла, дрибла, дупла, трипла смена работел батето. Се сваќаш дома не си ој тој. Дабла, дрибла го научил како збор. Шо треба поќе во живот? Се иде знајте вие како е. А шо е најбитно кога ќе оди некој македонец таму негде во тие земји? Да се осигура бе брат, осигурањето тамошно
ако го добие. Тоа е најбитно. What ти ќе речиш? Оти ќој негде на construction, сами оглада ќе се скрши во тие онаквите само за го земи осигурањето, ти убај пари дават таму. Фери добро, давај убај пари, са не дават поќе толку. Пошто не пијат мастило, ме сваѓај. Ај еднаш 2 пати 5 па на секој македонец што ќе дојде или балканец што и да. Ако иди поработва некој месец и паѓа крши нешто и ти му и даваш си те пари и си речиш чекај малце. Ти си викаш како може овој стрико ми толку малце време ојден уште англиски нема научено таму. Пензија зеде веќе еве го живе убаво имат куќи ова она. Може бе ватуле. Accidents happen. Тоа е. И не се фаѓај одма за пиштоли. Шо ако правиме муавет на темите море, шо ако се посмееме малце, нормално е. Ние тука сме родени, тука го збораме јазик и го грешиме секој ден нашиот јазик. Ти оден странство 100 години ќе го згриш нормално. Тоа не е нешто за лутење, насмејте ги тие сурадите малце, доста се муртите, не сте ганстери сите, уреду е. Ствари добро, нема ганстери таму, не знам јас за таква работа негде да има наши луѓе таму по свето нешто. Не знам такви работи. Сите сме културни фини луѓе, нема збор. А јазик колку јазик. Првите луѓе од фамилијата што ќе одат таму, ќе го научат англиски, ама ќе го зборат малце потврдо. Знаеш кога ќе учи македонец англиски го почни тврдо да збора? Е така зборат на почеток. Макар што во Австралија го ќе одиш акцентот како акцент австралискиот е помек. Ама општо македонец кога ќе збора англи било каде, кога ќе го научи англискиот, тука го учи тврдо многу. Пример, hello, how are you? My name is Victor and I am from Macedonia. И за пример не го учат скроз како што треба граматично. Научиш кога се разбериш на почеток, потаму кога ќе треба ќе го учиш. Пример, го нарачваш нешто, одиш и не му велиш do you have chicken или нешто, не знам. Туку му велиш have chicken, ема ти што да додаваш други зборови, доста е. Мала дигресија што уште појако. Јас пример го зборам англискиот. Океј ми акцентот скроз. И пример ќе во некој од околните држави, кај што исто така многу убаво знаат англиски. И ако му збораш со океј акцент, потешко те разбират, отколку ако му влезиш тврдо да му збораш. И мене несвесно ми иди така му зборам. Пример, нема му речам excuse me, could you tell me where the toilet is? Не бе ватуле, ќе му речиш тойлет и тој вака ќе ти направи, ти ќе му речиш фала. Толку е. Сега ако ќе си таму некаде во некоја земја, нормално дека ќе го потфатиш малце тој акцентот нивниот, ама тие што одат повозрасни да речем, и што одат прв пат се среќаваат со јазикот, пак ќе му биде тврд некако, пошто таа е првата генерација таму од таа фамилија. И ќе си зборат македонски нормално, само ќе му се люфнува некој збор англиски како што ќе му иди, ама тука ќе видат двата јазици. Са децата нивни ќе видат тие што многу ќе го мешат македонскиот јазик, а англискиот ќе му оди супер, пошто македонски зборат дома, ама сегде на друго место зборат англиски. И тие ќе си имат убав акцент на англиски, ама ќе види малце посмешен македонскиот, пошто тоа е децата нивни македонски ќе знаат 3 збора максимум, ќе знае да ти опцуе нешто од пијачка некоја да побат такви работи. Ама затоа англискиот ќе го цепат, па може да и некој друг јазик ќе научат во меѓувреме. Тоа е брат, такви се времиња. Кој што сретнав јас 2019 е наш македонец од Австралија на Иос остров. Не знам дали дедо му или прадедо му заминал за Австралија. Ова е моја возраст. Вика од кај си од Македонија и вади кошулата. Гра! Тука знамиња Лавој, Александар, ова она све исцртан целиот. 16 краци знамето си те марифе. И ја кини кошулата и почнува. Гра! Македонско! Девојче! Солано. Толку знае брат од вас збор. Вели баба ми ја пееше песната многу и затоа го памтам ово. Исто ми кажуваше жената на другар австралјанец од таму дека имала бивши дечко македонец во Австралија. Вика мајка му многу го готвеш. Уште првиот ден ко влегов леле невестата ете. И кодно ме завика невеста, мене тоа многу чудно ми беше, јас не знаеш што сакам да бидам уште тога. Му викам чупе, знаеш, не знаеш ти готово, кај нас нема мрдање. И вика мајка му го ќе сготвеше нешто, не знаев што се јадењата вели, ама се беше превкусно. Готват мајките македонски, нема мрдање. И вели ме седнуваше на кафе и муабет ми правеше времиња за најразлични теми. Ми кажуваше дека претходната девојка на син му била поцрна малце деме. И че не кела, јас сум му осветлила фамилијата му било многу убаво. Тоа му викам нашите се малце така. Сам не со предразсуди така малце. Не сваќај. И кога сме веќе кај некење деца, имаше некоја господја таму негде по Фејсбук, ко збора во тие видеата за женење, мажење тука кои дојдат од Австралија. Зет невеста кој си барат ми пише: "Ѓубре едно од тебе ни една мајка нема да те сака за керката нејзина." Господјо, мене веќе една мајка ме зеде за керката нејзина и супер ние. Ич нека ме неќа другите мајки не е проблем. Ич за не ти е тежина на душата да не се секираш. Ој овде земене и земени однесе. И мислам дека доста е за денес така. Понеделнички нежно да влезиме во приказна да не биде ептен. Ако има некои замерки други слободно кажете ми. Јас лично ќе се потрудам за наредниот пат да ви ги зголемам замерки. Се во знакот на доброто расположение. А сега поздрав, имајте убав ден. Чао.